Го следите најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Премиерот Никола Груевски по 10 дена повторно во работна посета на Тетово беше во поплавените подрачја Пору и Доброште, а го означи и почетокот на реконструкцијата на патот што минува низ село Непроштено. Денес бев таму да видам како се одвиваат работите околу санацијата на штетите и можем да кажем дека се одвиваат со една полна динамика и очекувањата се за период од 3 месеци сите наноси од земја, камења и градежа што беа да бидат отстранети, за да не се повтори истото во некоја наредна прилика. Жителите таму ми кажаа дека таков нанос, таква поплава последен пат имало во 1979 година и никогаш пред тоа или потоа. Исто така имав можност и да поразговарам со некои жители на Порој за работите што ги интересираат нив, но главна тема беше токму ова што ги снајде за време на поплавите, како и санацијата што владата ја прави и сите други мерки кои што ги презема да им помогне во наредниот период. Потоа го посетив, потоа имав пуштање во употреба на, односно почеток на градба на патот од Непроштено до Порој, кој што не беше дел од нашата програма, не беше ветен, меѓутоа имаше многу апели од населението дека не може веќе да се чека за тој пат и дека навистина им е многу потребен, со што владата, пошто владата најде начин да обезбеди средства во буџетот на Министерството за транспорт и да се исфинансира овој пат. Така што денеска почна градењето на патот и од прилика за околу 4 месеци од денес би требало да биде завршен на задоволство на жителите од овие населени места, Непроштено, Порој и сите други што се во близина. Потоа го посетив Доброште, исто така едно од местата погодени за време на поплавите од 3 август, во кое што повеќе пати досега беше потпредседател на владата Пешевски и министрот за одбрана Јолевски, каде што владата и градот Скопје пуштија голема помош за расчистување на носите што беа дојдени и на штетите што беа направени. Имав прилика да поразговарам со жителите на населеното место, ме придружуваше и градоначалникот на ТРЦ и можам да кажам дека и работите и таму се одвиваат во добар правец во однос на расчистувањето и санирањето на штетите. Посетив и некои од куќите кои што биле оштетени и секако поразговарав со жителите и за други прашања што се значени за нив. Едно од најзначајните прашања е водоводот, зашто се договоривме со градоначалникот на ТРЦ и со министерот за транспорт да се испрати проект до Министерството за транспорт и Министерството за транспорт да обезбеди средства преку надворешно финансирање, со кој што доколку се одвива во најдобар ред, доколку градоначалникот на ТРЦ брзо го обезбеди проектот, некаде за неколку месеци од сега, можеби околу нова година би можело да почне градењето на водоводот во Доброште. Сега го разговаравме и за други проблеми што ги имаат и од локален карактер и од карактер што може владата да помогне, но ги нотиравме и понатаму секаде каде што можеме ќе излеземе во пресрет. И конечно на крајот денеска овдека во Тетово ја официјално ја пуштивме во употреба спортската сала при Државниот универзитет во Тетово, која што е изградена од владини средства, од средствата на буџетот преку Агенцијата за млади и спорт. Таа е дел од оној проект што го води Агенцијата за млади и спорт за изградба на 35 спортски сали, кој што е еден од двата проекта за изградба на спортски сали. Вториот оди преку Министерството за образование за уште дополнителни 145, вкупно 180 спортски сали. Агенцијата за млади и спорт одлично ја заврши својата работа. Имаме одлична спортска сала, која што пред се ќе служи за студентите на Државниот универзитет во Тетово и за сите студенти, а особено за студентите од Факултетот за физичка култура, но секако ќе биде од корист и за спортски клубови, па и за граѓани кои што во слободните часови кога студентите не работат тука, односно не тренираат, ќе може да ја користат салата за своји потреби. Се работи за сала со 500 седишта, со одлично направен пот, специјален пот, кој што е многу добар, а исто така и со можности за играње на поголем број на спортови, меѓу кои што кошарка, мал фудбал, пинг-понг, гимнастика, тенис, ракомет и повеќе други спортови.
Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Груевски одговори на неколку новинарски прашања поврзани со актуелните политички и општествени случувања. Диалогот се одвива на дневна база, така што немам што да додадам. За некои работи има напредоци, за некои се дискутира. Во однос на второто прашање, што вчера експресно опозицијата го одби предлогот за дополнителен број пратеници на победничката партија заради стабилна влада, мене ме чуди зошто тоа го направија, зошто тоа го прави партијата, која што самата прокламира дека ќе биде победничка. Значи, ако самата прокламира дека ќе биде победничка, еве, ние и даваме можност, откако ќе победи, да добие плюс 17 пратеници гратис, за да формира стабилна влада. И тие тоа го одбиваат. Дали затоа што реално не веруваат дека ќе победат, или нешто друго е во прашање, нека процени јавноста за тоа. Инаку што се однесува до мнозинскиот модел и поврзувањето со пописот, не гледам што е поврзаноста со пописот и мнозинскиот модел или пак другиот модел на пропорционалниот модел, затоа што и за едниот и за другиот позитивно е ако имаме попис, меѓутоа и без попис работите се одвиваат со една нормална динамика. Пописот и моделот нема никаква корелација. Значи тоа е еден изговор кој што нема некои два во корен. Каква е системата со мигрантите, што доколку има нов напред, да речеме, стратегија, план да има нешто? Че ние како влада преземавме мерки да се стави ред во прифаќањето на илегалните емигранти кои доаѓаат заради транзит во Република Македонија. Напливот беше огромен, стана неиздржив за локалното население од една страна, а од друга страна проблематично стана целото прифаќање на овие илегални емигранти од страна на државата и пружење на нивна помош. Заради хуман третман кон нив и заради помош на локалното население, преземавме одредени мерки, работите се стаја во еден добар терк. Во меѓувреме на оперативно ниво се разговараше и со соседна Грција да праќа број на мигранти кои што нашата држава може да ги издржи, кои што може да ги превземе и да им помогне. Така што за сега работите се во најдобар ред, секако ние како влада го следиме процесот, правиме подготовки и доколку дојде до уште поголеми бранови на илегални емигранти кои транзитираат низ Република. Вработени во СВР Тетово и полициски службеници денес даруваа крв во рамки на втората крводарителна акција во СВР Тетово годинава. Полициски службеници вработени во СВР Тетово денес ја покажаа својата хуманост на дело дарувајќи крв во просториите на секторот за внатрешни работи Тетово. Акцијата за доброволно дарување крв ја спроведе службата за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница во соработка со Тетовската организација на Црвениот крст. Денес сме во полициска станица Тетово, организираме редовна крводарителска акција. Одзивот е задоволителен. Се очекуваат околу 20 крвни единици да се соберат во текот на денешната крводарителска акција. И заводот постојано прави планови, ги реализира и крводарителските акции се постојано во тек. Во текот на цела година се одржуваат редовни крводарителски акции на кои што се одзивот го очекуваме и според очекувањата и реализацијата е со доволна задоволителна бројка на собрани крвни единици. Минатата година во 3 вакви акции во СВР Тетово вкупно беа собрани 100 единици крв, со што вработените на најубав начин, односно на дело, ја покажаа и докажаа нивната несебичност, хуманост и солидарност, со напомена дека меѓу крводарителите значителен број е бројот на повеќекратните.
Епидемија на семејно насилство во Гостивар. Изминатиот викенд регистрирани се 3 случаи. Од почетокот на годината полицијата поднела 15 кривични пријави против насилници. 3 случаи на семејно насилство пријавени во текот на викендот во Гостивар. Жртвите бараат кривичен прогон за насилниците. Според информацијата од СВР Тетово, 71 годишен жител на гостиварската населба Циглана пријавил дека бил нападнат од неговиот 42 годишен син. Покуса вербална расправија за банална причина синот 2 пати го удрил по градите, од што тој паднал и се повредил. Во вториот настан син го пријавил таткото за насилство кое се случило во дворот од семејната куќа. 49 годишниот татко најпрво го навредувал 22 годишниот син, а потоа повеќе пати со тупаници го удрил по главата и лицето, нанесувајќи му видливи повреди. Покрај овие регистриран е и случај на семејно насилство на гостиварец врз неговата жена. Според кажувањето на 22 годишната сопруга, ова не било прв пат да ја малтретира. Во моментите на напад сопругот посегнал и по кујнски нож. Уплашена за себе и своите малолетни деца, гостиварката се заклучила во една од собите во домот. Разбеснатиот насилник потоа го нападнал и својот татко, кој се обидел да го спречи и смири. По пријавувањето, тројцата насилници биле приведени во полициската станица во Гостивар. Покусот од задржување во станицата тие се пуштени, откако целосно ќе се расветлуваат поединостите, ќе се соочат со соодветни поднесоци, стои во полициската информација. Статистиката говори дека во првите 6 месеци од годинава во Гостивар биле поднесени 15 кривични пријави за семејно насилство. Туристка нападната од кучиња скитници на Попова шапка. Таа се здобила со неколку повреди пошто и била укажана медицинска помош. Во Гостиварска Топлица пак волци нападнале и усмртиле 17 овци. 61 годишна туристка од Словенија вчера на Попова шапка била нападната од кучиња скитници. Според информациите од СВР Тетово, најпрвен кон туристката додека се шетала низ падините на Шарпланина, се упатиле поголема група на кучиња. Во еден момент едно куче се издвоило од групата и ја каснало словенката за задникот, а потоа и за левата рака. Случаен минувач ја разбркал глутницата и ја спасил нападнатата, која со возила била пренесена во клиничката болница во Тетово. По укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Повеќе од 90.000 денари е штетата која ја претрпел 42 годишен жител на гостиварското село Топлица, собственик на стадо овци, откако најверојатно волци му усмртиле 17 овци. Неколку од нив биле и значително изедени. Случајот вчера го пријавил во полиција. Извршен е увид со учество и на ветеринарен инспектор, а вкупната материјална штета се проценува на над 90.000 денари. Велосипедист повреден во сообраќајка во Требош. Во незгода на автопатот Скопје-Тетово пак полесно повредени се 4 лица. 2 сообраќајни незгоди се случиле во текот на вчерашниот ден. Во сообраќајката која се случила на локалниот пат Тетово-Требош во Требош учествувале автомобил Мерцедес управан од 35 годишен жител на Седларево и 55 годишен велосипедист од Требош. Велосипедистот задобил телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница пуштен е на домашно лекување. Извршени увити се утврдуваат причините и се друго. Првично причина е неправилно вршење дејствие, а материјалната штета се проценува на 10.000 денари. На автопатот Скопје-Тетово, пак во близина на местноста Карпалак, патничко возило Рено со скопски регистерски таблици, што го управувал 35 годишен гостиварец, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во металната заштитна ограда. Од излетувањето и удирањето во оградата, возачот и тројца со патници од возилото, меѓу кои 2 малолетни деца, задобиле телесни повреди. Повредените пренесени се во Тетовската болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По извршениот увид се утврдуваат причините и другите поединости поврзани со несреќата. Првично причина е неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, информираат од СВР Тетово. На територијата на општина Тетово 2 дена ќе се врши дезинфекција на улиците со цел превенција од појава на инфективни заболувања.
Денес и утре 24 и 25 август во временскиот период од 23 часот до 6 часот во раните утрински часови на територијата на општина Тетово ќе се изврши тереstriјална дезинфекција на улиците со цел превенција од појавување на инфективни болести по поплавите кои ја зафатија општина Тетово на 3 август. Процесот на дезинфекција во општина Тетово ќе се спроведе од страна на ЈКП Тетово, Центарот за јавно здравје со асистенција на АРМ и СВР Тетово. Првиот ден, 24 август, понеделник, почнувајќи од 23 часот, ќе се изврши дезинфекција на следниве улици: булевар Илирија, булевар Илинденска, булевар Благоја Тоска, улица Индустријска и Видеос Милески Бато. Вториот ден, 25 август, вторник, почнувајќи од 23 часот, ќе се изврши дезинфекција на следниве улици: Киро Ристовски Дрнц, Мала Речица, како и магистралниот пат во населбата Дреновец, село Порој и село Джепчиште. Се молат сите граѓани во горе споменатиот временски период кога ќе се врши процесот на дезинфекција да ги отстранат нивните автомобили од страничните делови на улиците, како и по можност да одбегнат непотребно движење по горе споменатите градски улици, се со цел да им овозможат на службите да извршат целосна и ефикасна дезинфекција. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Желино. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Желино специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово во периодот на 25 и 26 август и на ден 26 и 27 август во доцните вечерни и раните утрински часови ќе спроведе дезинсекција од земја, трето третирање, со цел намалување на бројот на комарците. Како што соопштуваат надлежните служби, дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно запрашување, поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депониите во тоа подрачје. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики како дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Шефот на француската дипломатија Лорен Фабиус изјави дека мигрантската криза во Македонија треба да се реши без натамошно одлагање. Тој вчера во Прага рече дека министрите за внатрешни и за надворешни работи на членките на Европската унија најверојатно ќе разговараат за мигрантите кои во голем број пристигнуваат во Македонија. Според него тоа не е проблем само на Македонија. Околу 45.000 мигранти кои бегаат од конфликти зафатени во Азија и Африка заминале преку Македонија во изминативе 2 месеца на нивниот пат кон Европската унија. Со цел инспирирање на локален активизам и решавање на проблемот со нелегално фрлениот отпад во Македонија, Ајде Македонија во соработка со своите партнери се зафати со развивање на сеопфатна база на податоци за локациите, видот и количеството на отпад преку организирано и синхронизирано мапирање. За таа намена беа создадени алатки за мапирање на нелегалниот отпад кои ќе бидат достапни за нивната веб страна и ќе им послужат на граѓаните, граѓанските организации, одговорните компании, локалните и националните институции да превземат своји иницијативи во врска со отпадот. На веб страната www.ajdemakedonia.mk ќе биде овозможено граѓаните да дојдат до потребните алатки за извршување на мапирањето. Ние сме сигурни дека алатките за мапирање на отпад кои ги промовираме денеска ќе најдат на голем интерес од страна на сите општествени чинители, а Македонија ќе има регистар за нелегален отпад кој во секое време ќе биде достапен секому, без разлика дали е невладина организација, локална или национална институција. Со овој регистар ќе добиеме една целосна слика каква е состојбата на терен во Македонија, вели претседателот на Ајде Македонија Блажа Јосифовски. Податоците добиени од регистарот ќе бидат искористени како информации на кои локации ќе се чисти за време на националната акција која граѓанската асоциација ја планира за 3 октомври.
Од ноќеска на полноќ нафтените деривати ќе се точат по нови намалени цени. Регулаторното тело денеска одлучи бензините да ги намали за 3 денари за литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари. Имено Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалуваат за 3 денари и ќе ги точите за 64 односно 66 денари за литар, додека пак цената на евродизелот се намалува за 2 денари и ќе се точи по 49 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство во следните 2 седмици ќе чини 37,50 денари за литар, а малопродажната цена на мазутот М1НС сега ќе изнесува 20,76 денари за килограм. Овие намалени цени доаѓаат како резултат на падот на нафтата на светските пазари и истите стапуваат на сила на полноќ, при што ќе се задржат во следните 2 седмици. Цените на нафта на светските берзи утринава доживеале голем пад, губејќи околу 2% од својата вредност. Цената на нафта од типот Брент за прв пат од 17 март 2009 година падна под психолошката граница од 45 американски долари за барел во позадина од глобалната загриженост за економијата во Кина, покажуваат податоците од светските берзи. Двајца турски војници загинаа, тројца беа ранети денеска откако возилото во кое се наоѓале налета на мина. Експлозијата се случила во близина на градот Шемдинли во југоисточниот округ Хакари, кој се граничи со Ирак и е населен претежно од курди. Од крајот на јули турската армија организирала над 400 воздушни напади против цел на курдската работничка партија во северен Ирак, каде се базирани незините вооружени групи, како и во југоисточните региони на Турција, како одговор на нападите на ПКК против припадниците на турските сили за безбедност. По десно-радикалните протести пред едно сместувалиште за бегалци во Хајденау, вице-канцеларот Зигмар Габриел побара решително действување од страна на политиката и општеството. Вице-канцеларот најави дека општините треба да добијат поголема поддршка за сместување на бегалците. Наместо 1 милиарда евра која досега беше ветена од страна на Сојузот, општините најверојатно ќе добијат 3 милиарди евра годишно. Габриел во градот кој е во близина на Дрезден денеска, освен средбата со Опиц, треба да ги посети и сместувалиштето за бегалци во просториите на поранешна продавница за алати и градежен материјал. По насилничките расистички безредија во кои беа повредени околу 30 полицајци, состојбата во Хајденау во текот на изминатата ноќ беше релативно мирна, соопшти полицијата. Од вчера вечер е воведена посебна зона околу сместувалиштето за бегалци во која се вршат контроли. Припадниците ИСИС во неделата го разурнале древниот храм Баал Шамин во сирискиот град Палмира. Храмот Баал Шамин во древниот град Палмира е подигнат во првиот век од нашата ера и е посветен на врховниот асирски бог Баал, кој се споредува со старогрчкиот Зевс или римскиот Јупитер. Храмот е дел од комплексот од останките на градот Тадмур. Археолозите кои работат во регионот го сметаат овој храм за еден од највредните и најдобро зачувани фрагменти од древниот град. Уривањето на храмот го потврдила и опозицијската сириска обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон, која се повикува на својата мрежа активисти во Сирија. Контрадикторни се информациите за тоа кога се случило уривањето на храмот Баал Шамин. Според незините активисти, храмот бил кренат во воздух пред 1 месец, додека според турски активисти тоа се случило во неделата. Најмалку 11 луѓе загинаа во пат на авион на аеромитингот во саботата во близина на Шорехам, во југот на Англија. Очевидци кажуваат дека авионот изведувал маневра за време на аеромитингот со авионот од типот Хокер Хантер, британски ловец што се користел во текот на 50-тите и 60-тите години од минатиот век, но маневрот не го извел до крај и се урнал на пат во близина. Ескалира кризата предизвикана со сметот во либанската престолнина Бејрут, во чиј кварт Ријад Солха. Пред владината палата Серај вечерта во неделата се собраа околу 10.000 луѓе, откако претходно во текот на судирите помеѓу полицијата која употреби водени топови и солзавеци и демонстрантите беа повредени најмалку 30 лица. Ден по судирите во кои беа повредени најмалку 16 лица според податоците на Либанскиот Црвен крст и 35 полицајци, новите судири избувнаа во неделата вечерта во текот на собирот, во кој се изразува незадоволство од либанската влада и незината неспособност да изнајде излез од кризата од домашниот смет кој со седмици наназад ги затрупува улиците на главниот град Бејрут.
Собирот повторно е во организација на граѓанското движење Смрдите, кое што во меѓувреме се огради од насилствата и инсистира на мирно изразување на незадоволството. Судирите ги предизвикале околу 200 млади лица кои фрлале камења и шишиња со песок врз полицајците. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен претежно североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 16 до 22, а дневните од 23 до 32 степени Целзиусови. Според метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Попладне во западните делови од земјата ќе има услови за појава на краткотраен поруен дожд. Утринските температури ќе се движат од 17 до 23, а дневните од 24 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.